Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Општина Кочани обезбеди средства од владата за комплетна санација и изградба на канализацијски систем за фекалните води во местноста Колерски и Гробишта. Покрај помошта од државниот буџет, во реализација на проектот со средства од општинскиот буџет ќе учествува и локалната самоуправа. Со финансиска подршка од државниот буџет, општина Кочани ќе го санира системот за одвод на фекални води во местноста Колерски и Гробишта. Со одлука на владата, преку програмата за имплементација на стратегијата за ромите, одобрени се 220.000 денари за изградба и санација на главната колекторска линија и за изградба на 2 нови крака во должина од 200 метри. Од локалната самоуправа информираат дека тоа се само дел од потребните средства за решавање на најважниот инфраструктурен проблем во населбата Трајаново Трло, а остатокот ќе биде обезбеден од општинскиот буџет. Станува збор за повеќегодишен проблем, за кој досега биле правени само парцијални решенија, а со сегашното техничко решение треба што поскоро да се обезбеди трајно нормализирање на условите за живот во овој дел од градот. Покрај конкретните градежни активности, од општината истакнуваат дека се очекува во подобрувањето на состојбата да се вклучат и граѓаните со совесно однесување, односно во канализацијската мрежа да не фрлаат отпадоци кои предизвикуваат оштетувања и излевање на фекалните води. Според пресметките на стручните служби во комуналното претпријатие Водовод, со новото техничко решение ќе се постави комплетно нова канализацијска инсталација со поширок профил, а градежните работи ќе се реализираат идната година. Кочани е една од 12 општини во државата на кои им се распределени средства од буџетот на Република Македонија за 2018, а тие се наменети за подршка на имплементацијата на декадата и стратегијата за ромите. На последната седница на Советот на општина Кочани беше утврдена цената што ќе ја плаќаат граѓаните за користење на автотакси услугите. Практично прифатен е предлогот на Сдруженијето на лиценцирани такси превозници, со што треба да започне користењето на таксиметрите во возилата. Почетната цена за користење такси превоз во Кочани ќе изнесува 50 денари. Првиот изминат километар ќе биде бесплатен, а за секој нареден ќе се доплаќаат по 15 денари. Ова е одлуката што ја усвои Советот на општина Кочани, со што е утврдена висината на надоместокот што ќе го плаќаат граѓаните кои ги користат услугите на такси превозниците. Ова одлука практично ќе започне да важи од почетокот на наредната година. Кратко објаснување пред донесувањето на одлуката дојде од правната служба на локалната самоуправа на Кочани. Сдруженијето на автотакси превозници после овој разговор има поддржано состанок и направи едно мало намалување во однос на претходно утврдената цена. Беше 50 денари претходно и секој нареден километар 15 денари во градот и до селото. Она што како намалување го понудија, тоа беше дека првиот стартот да биде 50 денари, првиот километар, тоа е само намалувањето однос на претходната одлука, да биде слободен, а секој нареден километар да се зголемува цената за 15 дена. Со тоа сметат дека стартот би бил 35 дена. Освен цената, со одлуката што ја донесе Советот, утврдено е дека максималниот број такси возила за кои можат да бидат издадени лиценци изнесува 160. За користење на такси станиците пак, превозниците ќе плаќаат по 10.000 денари за секое возило за период од 5 години. Со носењето на ваквата одлука се очекува конечно да започне да се применува обврската за користење на таксиметрите, како и да се издаваат фискални сметки. Тоа, според Сдруженијето на такси превозници, треба да стави ред во дејноста и да се отстрани работењето на нелегалните таксисти. Викендов министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски беше во работна посета на припадниците на специјалната единица кои се на зимски подготовки на Пониква. Во рамки на посетата присуствуваше и градоначалникот на Кочани Илиев. Полициските службеници што беа селектирани и во моментот ја реализираат обуката за прием во единицата за специјални задачи, ги презентираа стекнатите професионални знаења во рамки на престојот во одморлиштето на Министерството за внатрешни работи на Пониква. Викендов ги посетија министерот Оливер Спасовски и дел од раководството на Министерството во придружба на градоначалникот на општина Кочани Николчо Илиев. При тоа, министерот Спасовски упати честитки за успешното спроведување на селективната обука
и им посака успех во новите предизвици што професионално се поставуваат пред припадниците на единицата на специјални задачи. Тој рече дека да се биде специјалец значи да се биде одбран меѓу најдобрите, зад кои стојат месеци и години поминати во напорен тренинг, исклучителна ментална и физичка подготовка и искуство од многобројни извршени сложени безбедносни задачи. За време на посетата на раководството на МВР беше представен и дел од тактичко-вежбовната активност на припадниците на специјалната единица, за кои Спасовски истакна дека се прават напори во рамки на законските и финансиски можности да им се овозможат што поквалитетни услови за работа. Инаку, тактичко-кондицијската обука на Пониква се спроведува во зимски амбиент, што е дел од редовната обука на полициските специјалци за интервенции во специфични услови на работа. В пресред на новогодишните и божиките празници, апел од полициската станица Кочани во врска со употребата на пиротехнички средства. Казниво е согласно законот за прекршоци против јавниот ред и мир и се казнува со израчување глоба во износ од 100 до 400 евра во динарска противвредност. Полициската станица од Кочани ги известува граѓаните, а посебно учениците и останатите припадници на помладата популација, дека в пресред на новогодишните и божикните празници голема е веројатноста за зголемена употреба на пиротехнички средства. За таа цел, полициската станица од Кочани апелира и укажува до јавноста дека неовластената употреба на пиротехнички средства е казнива согласно Законот за прекршоци против јавниот ред и мир, Законот за заштита од експлозивни материи и Кривичниот законник на Република Македонија, односно за физички лица се однесуваат следните законски одредби. Согласно Законот за прекршоци против јавниот ред и мир, кој неовластено пука од огнено оружје, употребува пиротехнички средства или сличен експлозив или запалнив материјал или на сличен начин го нарушува мирот и безбедноста на граѓаните, ќе му се изрече глоба во износ од 200 до 500 евра во динарска противвредност. И член 32, кој на јавно место неовластено приреди огномет, факелијада или слична приредба, ќе му се изрече глоба во износ од 100 до 400 евра во динарска противвредност. Согласно Законот за заштита од експлозивни материи, кој набавува експлозивни материи заради употреба без одобрение, ќе му се изрече глоба во износ од 200 до 400 евра во динарска противвредност. И согласно со Кривичниот законник на Република Македонија, тој кој што неовластено употребува, држи, продава, набавува или врши размена на огнено оружје, муниција или експлозивни материи, ќе се казни со затвор од 1 до 10 години. И став 2 од истиот член, ако предметот од делото од став 1 е поголема количина на огнено оружје, муниција или експлозивни материи кои на граѓаните им се забранети, ќе се казни со затвор од најмалку 5 години. И став 4 од истиот член, ако предметот на делото од став 1 на овој член е поголемо количество на распраскувачки материи, наменети за дозволени забавни, свечени и други активности, сторителот ќе се казни со парична казна или со затвор до 3 години. Од полициската станица Кочани апелираат до сите граѓани да ги почитуваат законските прописи, да соработуваат со полицијата доколку забележат лица кои на тезги, во продавници, од магацини или во други услови продаваат пиротехнички средства, или доколку забележат лица кои такви средства неовластено употребуваат. Истите да ги пријават лично на терен на полициските службеници или преку бесплатниот телефонски број 192. Посебно се апелира до малолетната популација да се воздржат од купување и употреба на петарди, бидејќи постои голема опасност од предизвикување на штетни последици, од кои најмногу по здравјето на луѓето. Сдруженијето на пензионери Кочани, домаќин на традиционалниот концерт на музика, песни и игри на пензионерите од повеќе краеви. Учествуваа над 200 пензионери од Македонија и Србија. По 11 пат, Сдруженијето на пензионери Кочани е домаќин на традиционалниот концерт на музика, песни и игри на кој учествуваа над 200 музичари и фолклористи од Куманово, Кавадарци, Прилеп, Кочани и Лесковац, Република Србија. Концертот се одржа во салата на Центарот за култура Бели Мугри, на кој беа презентирани фолклорот и музичката традиција на Кавадаречкиот, Прилепскиот, Кумановскиот, Осоговскиот и Врањанскиот крај. Посебен впечаток оставија пензионерите на Лесковац, кои изведоа традиционални песни и игри од Врање, а на сцената прикажаа и делови од познатата представа Коштана на Бора Станковиќ. Ние сме презадоволни како домаќини од настапот на нашите сите ансамбли од другите сдруженија. Веројатно и вие ќе бидете задоволни од нас.
Сметамо и на пензионерите од Кочани и кучанската публика, вие денеска презентирате што може да направат на културно-забавен живот и културно-уметничко живење пензионерите или луѓето од трета доба. Треба и они да тоа да биде пострек оти да не се плачат од пензијата. Пензијата е живот у трета доба, со своја големина и своја сладост и своја убавина. Да живеете, да бидеме здрави и живи. На сите учесници на овој традиционален концерт, организаторот Сдруженијето на пензионери Кочани им додели благодарници и пригодни подароци. Следува информацијата од спортот. Викендов во Кочани се одржа екипното државно првенство во џудо во сениорска конкуренција. Домакин на првенството беше џудо клубот Гладиатор под покровителство на општина Кочани. Кочани беше домакин на екипното државно првенство во џудо за сениори и сениорки што го организираше Џудо Федерацијата на Македонија со техничка поддршка од Кочанскиот џудо клуб Гладиатор. Право на учество на државното првенство имаа џудисти и џудистки родени 2003 година и постари, а кои се регистрирани во Федерацијата за оваа година. Пред почетокот на надпреварот, присутните спортисти и други гости ги поздрави градоначалникот на Кочани Никол Чуилиев, кој искажа задоволство што општина Кочани за прв пат е домакин на едно џудо првенство од државен ранг. При тоа тој упати честитки до организаторите и искажа очекувања дека овој спорт и понатаму ќе напредува. На првенството настапија 7 екипи, од кои 4 во машка и 3 во женска конкуренција, при што апсолутен победник и во двете е џудо клубот Миоки од Скопје. Второто место го освоија џудистите и џудистките од екипата на Супер џудо од Скопје, а третото место во машка конкуренција го поделија прилепските Пролетери Сејшин, како и домакинот Гладиатор. Во женска конкуренција пак трети беа џудистките на Сенсеи од Радовиш. Претежно првенствата во Република Македонија во џудо спортот се одржуваат во пролетните месеци со исклучок на екипното џудо првенство, заради тоа што во пролетните месеци му требаат на селекторите и на спортскиот директор да направат репрезентации, а во меѓувреме џудистите да имаат време да ги измерат своите сили, се развива на татамите. А екипното џудо првенство скоро секогаш доаѓа на крајот од годината, каде што заедно со него па се канализира целата работа на клубовите во текот на годината и се составува крајната бодовна листа од тековната година. Иако меѓу најмладите во Македонија, џудо клубот Гладиатор од Кочани се покажа како одличен организатор на државното првенство, за што признание дојде и од Џудо Федерацијата на Македонија. Условите се добри, техничката организација која во целост беше предадена на Гладиатор како кочански нов клуб во Република Македонија и Џудо Федерација е задоволна од работата на клубот во ова време, а особено ако се вклучи активно во организирање на вакви екипни или други помасовни, какви што се државните првенства за пионери, кадети и така. На првенството во Кочани, џудистите прикажаа добри борби, а домашната публика имаше можност за прв пат да види дел од техниката во овој релативно нов спорт кај нас. Инаку во моментот во Џудо Федерацијата на Македонија се регистрирани 24 клуба, од кои некои се поактивни, а некои помалку, со вкупен број од околу 800 џудисти. Инаку сите клубови се под целосна надлежност и контрола на Агенцијата за млади и спорт.
Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Ви посакуваме пријатна вечер. Довидување.